Почитувани слушатели, во минутите што се пред нас, моја гостинка и соговорничка во студиото на Македонското радио, Радио Македонија, ќе биде директорката на Националната установа Археолошки музеј на Македонија, Весела Честоева. Директорке Честоева, јас ви пожелувам добре дојде во програмата на Македонското радио, Радио Македонија, и благодарам што ја прифативте поканата за учество во оваа програма. Се заблагодарувам за поканата. Првиот разговор со вас го водевме поодамна, можам така да речем, непосредно пред свеченото отворање на новиот објект на Археолошкиот музеј на Македонија, во кој што сега е сместен музејот. Тогаш споделивте повеќе информации со нашите слушатели во врска со идното функционирање на оваа национална установа. Денес веќе голем дел од активностите што тогаш беа во најава се реализирани, а планирани се и многу нови случувања од она што можам да го видам и на најавите на вашиот вебсайт и од она што е достапно до јавноста. Па еве на самиот почеток би ве запрашала, што е она што според вас го одбележа периодот на досегашното функционирање на новиот археолошки музеј? Познато е дека во овој објект се сместени повеќе постојани, но и поставки кои се од повремен карактер. Може на самиот почеток еве како еден мал вовед да ги информирате нашите слушатели кои се најзначајните поставки кои може да ги види секој посетител. Верувам дека дел од оние што ќе ја слушаат нашава програма веќе имале можност тоа да го сторат, но сепак мислам дека не е на одмет вака едно мало подсетување. Па вака сега, значи, Националната установа Археолошки музеј на Македонија функционира веќе 2 години. Официјално беше отворена на 18 октомври 2014 година и точно за месец дена, значи неполни месец дена, ќе го прославиме 2-годишниот јубилеј. Морам да го истакнам моето огромно задоволство, бидејќи за овие 2 години навистина се покажа дека оваа институција и фалеше на Република Македонија и фалеше, зборувам во смисла дека посетителите, зборувам и домашни и странски посетители, сега имаат можност да го видат и да го посетат археолошкиот музеј и при тоа да се запознаат со богатото културно наследство на Република Македонија. Не велам дека претходно немаше можност тоа да го видат, но сега на едно место, значи на 6000 метри квадратни, во новиот археолошки музеј се изложени над 8000 артефакти, кои што се сведоштво за нашиот континуитет, за нашето постоење, за нашиот цивилизацијски напредок. Изминатите 2 години Археолошкиот музеј на Македонија реализираше многу настани и морам на почетокот да истакнам дека посетеноста на вистина зборува и е факт за сето тоа што се случуваше во минатите 2 години. Како што истакнав и на неодамнешната пресконференција која што ја имавме заедно со Министерката за култура по повод заштитата на културното наследство, до сега Археолошкиот музеј на Македонија го посетиле над 60.000 посетители, зборувам само за оваа година 2016. Тоа е огромна бројка. Станува збор не само за домашни посетители, него голем е бројот инострански посетители кои што секојдневно, значи, доаѓаат во нашата национална институција. Би сакала да споменам дека оваа институција како сведоштво на историјата и требаше на Република Македонија од причини што многу туристи кои што секојдневно доаѓаат во нашата република имаат можност да се запознаат со нашиот континуитет, како што спомнав. Бидејќи во самиот музеј, јас истакнав нели пред отварањето на институцијата кога бев гостин во вашето радио, дека во нашата постојана поставка постојат 11 оддели. Би сакала да набројам неколку, значи посетителот прво има можност хронолошки да се движи во самата поставка, значи влегува од одделот за нумизматика, па хронолошки преку палеолитот, неолитот, енеолитот доаѓа во бронзеното време. Од бронзеното време поминува во железното време, па преку архајскиот, класичниот и македонско-хеленистичкиот период завршува во римскиот период. Од римскиот период преку доцната антика, преку средниот век, значи поставката завршува со османлискиот период и тука не би сакала да го изоставам и делот лапидариум, во кој што е сместен и прекрасниот саркофаг на Александар Македонски. Археолошкиот музеј на Македонија беше домаќин на повеќе изложби, меѓународни. Беше покровител на многу настани кои што се случувале во изминатите 2 години.
Во соработка со Министерството за култура, како дел од годишната програма, реализираше многу археолошки истражувања, многу настани, за што би можела да елаборирам во наредниот период. Би сакала да истакнам од позначајните настани во делот на меѓународната соработка. Археолошкиот музеј на Македонија од основањето веднаш за неполни 10 дена беше домаќин на изложбата Античките мозаици од Равена. Изложба која што произлезе како резултат на добрата соработка на Република Македонија и Република Италија под покровителство на Италијанската амбасада и Министерството за култура, каде што беа изложени чувените равенски мозаици, кои што навистина беа посетени од страна на голем број посетители и кои што навистина представува една посебна изложба од аспект на тоа дека во Република Македонија претходно немаше простор каде што би можела да се изведе една таква изложба, да речеме. Веднаш потоа, преку Европската комисија за аудиовизуелни области, археолошкиот музеј аплицираше и доби средства во соработка со Земјскиот музеј од Сараево и Универзитетот Приморска од Словенија и се представи со изложбата Златните лица на македонските кралеви во Менхинг во Германија. Целокупното злато, зборувам во накид, тука беше златната ракавица, златната маска, значи целокупниот гробен наут од Требениште од Охрид, со проект финансиран од Европската Унија, носител на проектот беше Археолошки музеј на Македонија. Изложбата се реализира, се представи во Република Германија, исто така најдена огромен интерес на голем број посетители. Изложбата сега е вратена и повторно се наоѓа во витрините на Археолошкиот музеј. Станува збор за оригинални археолошки наоди, така да. Проектот, бидејќи беше финансиран од страна на Европската комисија, само за осигурување, Европската комисија извои големи финансиски средства, бидејќи стануваше збор за оригинални предмети, кои што нели беа изложени и изнесени од нашата држава. При тоа, значи, Археолошкиот музеј на Македонија, како носител на проектот, ги обезбеди сите неопходни дозволи за да може сето тоа да го реализира. И јас со задоволство можам да констатирам дека изложбата безбедно се врати и таа веќе се наоѓа во Археолошкиот музеј на Македонија. Таму каде што е и местото. Да. Директорке Честоева, јас само малку ќе се навратам на оној податок што го споменавте во почетокот на разговоров, дека во текот на оваа година, значи не е ни цела 2016, околу 60.000 посетители го посетиле Археолошкиот музеј на Македонија. Имате ли некоја представа, да речам, дали тоа се повеќе домашни посетители или пак можеби интересот е поголем кај туристите кои што го посетуваат Скопје и дали, например, имате некои сознанија колку нашите луѓе од диаспората се заинтересирани да влезат преку портите, да речем, на овој музеј во периодите кога ја посетуваат татковината? Во одделението за музејско водење и едукација се води статистика за тоа кои посетители влегуваат во Археолошкиот музеј на Македонија. Бидејќи сега скорото ги вадевме податоците, значи некаде околу 60% се посетители од нашата држава. Тука спаѓаат, морам да споменам, како целни групи учениците, средношколците, студентите, најмалите од градинката. Останатите 40% се странски посетители кои што го посетуваат Археолошкиот музеј на Македонија. Би сакала да истакнам еден податок, значи Археолошкиот музеј на Македонија склучи меморандум за соработка со Стопанската комора за туризам на Република Македонија. Врз основа на кој меморандум, значи ние се обврзавме двете институции, и Археолошки музеј и Стопанска комора, да секој странски посетител кој што ќе дојде на територијата на Република Македонија, задолжителна дестинација му биде и Археолошкиот музеј на Македонија. Нормално излеговме со одредени бенефиции за оваа категорија на посетители. И можам да кажам дека многу сме задоволни од таа соработка. Да, и тоа многу вроди со плод, бидејќи голем број на странски посетители, знаете, кога не се организирани, можеби и не знаат каде да дојдат. Вака сето тоа организирано, значи водичите кои што се лиценцирани, со кои што соработува нели Стопанската комора за туризам, преку нивното здружение, значи го посетуваат Археолошкиот музеј на Македонија и веќе тука се осети, да речеме, еден голем пораст на посетеноста на музејот. Раздвижување, да, значи тоа било навистина. Да, би сакала да го споменам дека овој меморандум за соработка го подпишавме токму на денот кога се славеше, нели, тој ден
за туризмот, така да со една природна манифестација. Символика, да. Во секој случај. И зашто посетителите пројавуваат најголем интерес? Има ли, да речам, од овие постојаните поставки или било кои од експонатите, каде што можеби најмногу се задржуваат или најмногу се интересираат, на некој начин им е најинтересно? Интересна е многу книгата за впечатоци, Да. која што е отворена во музеот, која што ја со задоволство ја прелистувам и ја читам, бидејќи од таму можеш да извлечеш што тоа туристите најмногу им се допаѓа, а што е тоа што треба негде да се направат некои измени, дали во поглед на интериерното уредување. Верувајте, посетителите точно знаат да проценат што е тоа. Најголема заинтересираност, значи, морам да истакнам дека различни целни групи за различни делови од поставката се заинтересирани. Доколку доаѓаат научници, археолози, од браншата која што нели е практично значајна за нашата научна дејност, тука веќе станува збор за различна обсервација. Сега, ако влезе некој нумизматичар во археолошкиот музеј, нормално дека нумизматичката збирка му е цел на интерес. Ако влезе некој палеолитичар или од неолитот, се разбира. Значи, можам да потенцирам дека е различна, но сепак најголемо внимание, вистина, привлекуваат златната маска, значи тоа се и ракавицата, тоа е, значи, се предмети од македонско-хеленистичкиот, односно класичниот период, кои што се доста познати кај странските туристи, кај пошироката јавност. Не само кај научната. Исто така оружјето кое што го има во голем број во нашата поставка од македонско-хеленистичкиот период. Морам да истегнам огромната нумизматичка збирка, значи она потеклото на монетите од почетокот, значи до крајот на средниот век. Антрополошката збирка исто така не можам да ја издвојам, бидејќи реконструкцијата на човечките скелети исто така предизвикува големо внимание. Саркофагот на Александар Македонски, за кој што морам да истакнам дека е единствена копија која што археолошкиот музеј ја доби благодарение на соработката помеѓу двете влади, значи на Република Турција и на Република Македонија, и морам да истакнам дека тоа е единствена копија на саркофагот на Александар Македонски во цел свет, а отстапува само за 5% од оригиналниот кој што се наоѓа во археолошкиот музеј во Истанбул. Не би можела да издвојам. Значи, тука станува збор за Дија третата. Тоа е доцно античката Дија трета. Реконструкцијата на ритуалната кочија, прекрасните винички икони, богатиот накит од доцно античкиот период. Значи, различна сфера на интерес кај различни посетители. Зависи, нели, од тоа кој посетител, од возраста, од образованието и од интересот. Така, но во секој случај би сакала да истакнам дека задоволството е големо кога ги читам овие впечатоци во кои што може да се види дека навистина посетителите се задоволни од тоа, бидејќи долги години ова богато културно наследство се наоѓаше во депоата, не беше изложено на јавност, и ако беше изложено на јавноста, тоа беше во одреден временски период кога се организирани или овие годишни изложби. Сега тоа е постојано на увид на јавноста, ние ја дополнуваме поставката, бидејќи согласно годишната програма, значи археолошкиот музеј како матична институција согласно последните законски измени на Законот за заштита на културно наследство е матична институција на ниво на цела држава. Ние сме носители на дозволите за археолошки истражувања, кои што 2 години сега се одвиваат под рамките на Археолошкиот музеј на Македонија и верувајте сме присутни на цела Република Македонија. Археолошките артефакти кои што се резултат на овие археолошки истражувања, значи влегуваат во Археолошкиот музеј и после соодветната документација, конзервација, значи ние повторно ги изложуваме за да може тоа да има некој континуитет и да може бројката од 8.000 кои што се сега изложени постојано да расте. Да се зголемува, како што се прават нови истражувања, нормално е да си најдат место во овој музеј, тоа е вистинското место за некои нови артефакти. Можете ли да ми кажете во оваа пригода од кога датира, од кој временски период датира најстариот артефакт што се наоѓа во Археолошкиот музеј на Македонија и зашто конкретно станува збор? Па вака, хронолошки гледано, најстарите предмети кои што се изложени во Археолошкиот музеј се од
периодот на палеолит. Тоа се 60-70.000 години пред нашата ера. Станува збор за предмети кои што се ископани во познатата пештера Здуње. Станува збор за мали орудија, предметчиња, коска. Позначен предмет со кој што би можеле да кажеме дека е на некој начин е одбележан како најстар предмет, тоа е големата мајка, нели, која што е ископана во Тумба, Маđари, и која што потекнува од неолитскиот период, 40.000 години пред нашата ера. Добро, во наредниот период, еве рековте дека збирките, не една, нели, збирките во археолошкиот музеј постојано се надополнуваат. Во наредниот период, што се очекува, да речеме, што најбрзо би било тоа што ќе најде свое место во археолошкиот музеј? Уверувајте, има многу материјал. Како што споменав, значи 2 години археолошкиот музеј е на терен, значи се работи на повеќе археолошки локалитети, еве би сакала да издвоја. Значи континуирано овие 2 години работиме на Коњух Кратово како меѓународен проект во соработка со американската држава, поточно со Пенсилванија, значи тоа е меѓународен проект кој што е поддржан од страна на Министерството за култура и Универзитетот од Пенсилванија. Втор меѓународен проект кој што го работи археолошкиот музеј на Македонија е локалитетот Антигонеа Градиште од Неготино, кој што го работиме заедно со Универзитетот Гдајнс од Полска, и во моментот течат археолошките истражувања, значи во овој момент се одвиваат археолошките истражувања. Ова е втора година. Исто така оваа година археолошкиот музеј на Македонија работеше во Исар Марвинци, Китино Калекичево, во рамките на проектот Археолошки катастар, кој што е во соработка со Управата за заштита на културно наследство, значи континуирано 2 години се работи на терен, станува збор за метод рекогносцирање, од каде што излегува огромен број на монети. Проектот Канличаер, село Дамјан Радовишко, Тумба Маđари Скопско, специјалистичките анализи исто така оваа година во пештерата Здуње од палеолитот се во тек, и неколку проекти од областа на конзервација, значи интердисциплинарните истражувања во Коњух Кратово, како и конзервација на предмети од епиграфика, од средновековен, отомански и византиски период. Значи сите тие предмети, сите тие проекти кои што морам уште еднаш да потенцирам дека се поддржани од страна на Министерството за култура, после соодветниот третман кој што ќе го добијат затоа и спомнав дека станува збор за многу предмети, од кога ќе заврши нивниот третман на документација, на конзервација, фотографирање, тие своето место ќе го најдат, така да ќе треба да се доопремуваат витрини за да може нели сето тоа да го изложиме, бидејќи станува вистина збор за огромен материјал кој што е плод на овие кампањи на археолошки истражувања изминатите 2 години. Споменавте дека во рамките на овие археолошки истражувања кои и понатака се прават и секако ќе се прават, дел од нив се реализираат со меѓународна соработка, нели така, значи наши археолози и археолози од некои други земји. Значи ли тоа дека интересот на археолозите, на стручните лица надвор од Македонија е голем за истражувања во Македонија? Затоа што претпоставувам дека секој што би посакал да учествува на некое археолошко истражување во Македонија, претходно сигурно има некои значајни сознанија за тоа што таму може да се најде, што лежи, веројатно тоа е неговиот порив да дојде тука. Навистина интересот е многу голем. Од секојдневните контакти што ги имаме, нели, како што спомнам, во археолошкиот музеј не доаѓаат само посетители. Бидејќи археолошкиот музеј на Македонија успеа за овие 2 години, значи да се наметне за да може и светот да дознае дека во Република Македонија постои музејот и дека во Република Македонија навистина има што да се види во доменот на археологија. Не само тоа, и представувањата надвор од државата, значи контактите кои што континуирано се прават и те како влијаат на тоа да странските научници добијат основни познавања. Не зборам сега од кога археолошкиот музеј само отворен. Тоа значи во континуитет поодамна. Еве конкретно сега би сакала да спомнам при неодамнешната посета на Лондон, каде што Археолошкиот музеј на Македонија заедно со Управата за заштита на културно наследство учествуваше на меѓународен саем за културно наследство. Имавме контакти со неколку професори од Универзитетот од Оксфорд, кои што пројавија интерес и кои што веќе беа во една посета минатата година, чинам дека беше. Оваа година се заинтересирани исто така
и ќе аплицираме ние до Министерството за култура, заедно со нивни представници. Зајчеврит, односно Скупи, беше предмет на нивно интересирање. Така да, нели, согласно законските прописи во Република Македонија во делот на заштитата на културното наследство, ние ќе поднесеме проект, посебно за римскиот дел, значи станува збор за научници. Успеавме да склучиме договор кој што нели во наредниот период и ќе се официализира, за да може и археолошкиот музеј да изнесе одредени број на артефакти кои што би били изложени во нивните музеи во Англија, односно во Обединетото кралство. На овој саем кај што земавте учество како археолошки музеј на Македонија, со што се представивте? Саемот во Лондон го спомнавте. Значи, оваа година имаше вкупно 3 саеми на кои што учествуваше археолошкиот музеј. Тоа беше во Ермитаж во Сан Петерсбург, во арената Глобал во Лондон и во Салерно во Италија. Археолошка берса, така се викаше саемот на археолошкиот музеј, заедно со Управата за заштита на културно наследство изложи дел од комерцијалните копии кои што можат да се купат во музејската продавница во археолошкиот музеј и одредени публикации кои што беа промовирани во делот на заштитата на културното наследство, а кои што беа промовирани од страна на Министерството за култура. Исто така на тие штандови, значи посетителите има можности да пробаат дел од нашата позната храна, нели, вино. Што секогаш е интересен. И навистина да ви кажам, интересот е голем. Да, бидејќи станува збор за неколку публикации кои што не се само во делот на археологијата, туку и во делот на фреско живописот на нашите најпознати цркви и манастири во Република Македонија. Овие публикации се исклучиво на англиски јазик и навистина имаше голема заинтересираност. Овие саеми кои што беа организирани од страна на Министерството за култура преку Управата и Археолошкиот музеј на Македонија наидоа на голем публицитет, морам да истакнам, бидејќи светот само така може нас да не запознае и така да на убав начин за да може, нели, да дојдат во Македонија и да видат дали тоа е така, дали таа храна која што е таму изложена може и тука да се вкуси и да можат да ги посетат, нели, преку овие публикации и црквите и манастирите и археолошките локалитети и се со цел, нели, сето тоа се прави за да се промовира државата. Се добива впечаток, барем јас имам таков впечаток, дека на некој начин археолошките истражувања се интензивираат. Значи се работи паралелно на повеќе локации, се работи на локации на кои што се наоѓаат артефакти од различни периоди. Значи ли тоа дека интересот кај младите луѓе се враќа за оваа дејност? Се подмладува ли, ако можам да речам, археолошкиот кадар во Македонија? Да, навистина да. Не знам статистички како тоа е одразено во бројки на катедрите за археологија и историја на уметност кои што, нели, функционираат во склоп на Филозофскиот факултет во Скопје, мислам дека и е. Но според тоа колку луѓе се пријавуваат на нашите огласи, во смисла кога објавуваме јавен повик, еве сега последниот пат за водичи во археолошкиот музеј. Значи, навистина бројката е огромна, бидејќи се заинтересирани, а ние со таа позиција бараме исклучиво тоа да бидат дипломирани археолози или историчари на уметноста, бидејќи, нели, тоа е нивната специјалност. Така да интересот, мислам дека се враќа и дека ние би требало да успееме уште повеќе да го пробудиме тој интерес. Сакам да споменам во тој контекст дека сега во моментот во музеот се работи и на едукативната работилница, која што недостасуваше во самиот амбиент, а во која што ќе сакаме да ги згрижиме најмалите, значи преку игра, преку цртање, боење, да можеме и ние на некој начин и нив да ги анимираме, освен она класичната посета во музеот, него сакаме да ангажираме лице педагог кој што ќе се грижи за овие најмали, па да можат од мали нозе да учат како е тоа да се стане археолог. Да, интерактивно со училиштата, со градинките, претежно со градинките, да. И постои интерес за таа работа? Постои, да. Проектот е при крај, значи ние се надеваме за месец дена дека ќе го отвориме. Еве, ова е исто така една новина, верувам за нашите слушатели. Спомнавме дека покрај основната дејност, музејската секако, од она што јас го гледам
и од она што вие пред малку го говорите, во оваа национална установа се одвиваат и многу различни случувања по повод одредени настани, одбележување на значајни јубилеи и слично. Како функционира овој дел од работата? Тој ви одзема повеќе време, енергија или Да, поинтересен за работа, Па ги можеби? поддржуваме обично сите настани, еве сега од 23 до 27 ќе биде манифестацијата Европски денови на културно наследство, каде што и археолошкиот музеј на Македонија ќе биде вклучен. Со неколку настани, Европа Романа е проектот кој што ќе го реализира археолошкиот музеј на Македонија во рамките на Европски денови за културно наследство. Пред неполни 10 дена беа Белите ноќи. Да. Исто така археолошкиот музеј на Македонија имаше интересен настан, а освен тоа што ги отвори вратите бесплатно да биде отворен до 12 часот. Во рамките на Бела ноќ посетителите имаа можност да го проследат документарниот филм Записи од македонската археологија на кустос Ирена Колиштрковска-Настева и повремената изложба Некрополите од Мали дол Тремник. Како што споменавте на почетокот, значи освен постојаната поставка во археолошкиот музеј на Македонија се случуваат и повремени поставки кои што се резултат на археолошките истражувања и на некој начин отчет спрема јавноста што тоа археолошкиот музеј го има сработено во текот на една календарска година. Значи ние практикуваме на крајот на годината, правиме годишна археолошка изложба и ги изложуваме сите предмети, кога зборувам сите, мислам на тие за кои што ќе заврши процесот нели на документација, затоа што не можеш секој предмет веднаш да го изложиш, за некој е потребен повеќе време, потребни се одредени анализи. Значи оние предмети кои што ќе се завршат до крајот на годината, значи пред новогодишните празници даваме еден отчет спрема јавноста што тоа во последната календарска година како резултат на кампањата на археолошки истражувања е најдено. И верувајте, таа изложба е доста посетена од страна на нашите, не само стручната фел, него и обичните граѓани кои што се интересираат нели за овој дел. Добро, и што се случува понатаму со повремените поставки, Повремен- бидејќи тие потоа на некој начин заминуваат од археолошкиот музеј? Дел траат подолго време. Значи Да. не ја затвараме веднаш, значи Да. траат 3, 4, 5 месеци, зависи од заинтересираноста. Дел од предметите кои што се во повремената поставка, значи ги дислоцираме во постојаната поставка, за кои што нели одлучуваме дека треба да се најде таму, дел се враќаат во депото. Па чекаат некоја друга изложба или Некој чекаат ново изложба време да со бидат која што ќе изложени, гостуваме негде и така. Дали мислите дека со новиот објект на археолошкиот музеј, кој што е сместен во централното градско подрачје, кој што е на некој начин многу попристапен за посетителите, без оглед дали се од Македонија или од надвор, се случи зголемување на бројот на посетителите? Имаше ли тоа влијание на некој начин? Оти човек минува покрај кеот и можеби ќе се заинтересира, барем јас така мислам. Тоа многу значи. Тоа многу значи од причина што самиот објект прво плени со надворешниот изглед, кој што е во неокласицизам. Уште една друга работа сместен во централното градско подрачје. И те како многу значи за посетеноста да биде зголемена, затоа што тука е фреквенцијата на народ, тука е фреквенцијата на сите административни објекти, така да, можам да кажам дека да, многу Дека и значи, тоа да, имаше многу значи. влијание. Плюс тоа, не само тоа, поврзаноста на музејските институции кои што се нели во непосредна околина на археолошкиот музеј, значи музејот на ВМРО, музејот на Холокаустот, понатаму музејот на Мајка Да, тоа е Тереза, особено за турите, туристички, многу згодно, Тоа е да многу речем, на добро мал и простор. музејот на Македонија, горе музејот на современа уметност, значи како во едно јадро се сите ставени, така да ако е некој влюбеник нели во музејската дејност, има можност на едно место да посети неколку музеи. Да, тој што е навистина влюбеник ќе најде начин најде, како да посети, меѓутоа локацијата Локацијата овозможува и итекако. некој кој што можеби ете не размислува баш многу за тоа. Кој што сепак случајно би можел да најде да, на да. патот и да влезе. Добро, кога ја спомнавте оваа книга на белешки, нели книга на впечатоци од посетителите,
Не сакав да ве прекинам, но ми беше интересно покрај, еве како што рековте, по фалбите и задоволството што го изразуваат посетителите. Има ли некои забелешки што му се ставаат на музеот? Некои предлози, можеби дури што и како треба понатаму да се направи, што да се подобри, да биде уште поинтересно? Нормално дека има, не може се да биде совршено. Ние со задоволство ги читаме и негативните забелешки. Најмногу посетителите кај нас во музеот реагираат, да речеме, на осветлувањето. И веќе во археолошкиот музеј на јас би Македонија. реагирала на тоа, да, во и почетокот, во не знам археолошкиот нешто дали музеј се веќе се сменило. подготвува Добре. документација во тој дел. Значи, тоа премногу темно, Така. сметана одредена на одреден таргет, нели, на посетители. Ако замислата на самиот музеј беше представа на хронолошки се влегува од период во период, но тоа да биде една приказна, нели, мистична, збогатена со овие видеоанимации кои што, нели, се имитуваат во делот на ротондите. Но имаме забелешки во тој дел, така да ние веќе работиме, преземавме некои чекори во тој дел да видиме дали можеме да идеме со за неколку степени малце да го поосветлиме музеот. Тоа го имаме Тоа видено, би влијаело врз постојаните поставки Не, или не? не, Да, мислам дали не, може не. би светлината Да, светлината е нешто за кое што усредоточена експертите нели ќе си го кажат своето тука. Многу значи тоа играта темно светло, така да тука планираме да коригираме дел. Во тој дел еве вака сум видела забелешка, претежно забелешките мислам доколку некој посетител бара, да речеме, одреден предмет за кој што има информација, не е изложен, значи може да стави забелешка дали би Зошто можело не да е се изложен, најде да, тој и дали предмет. може да се изложи. Но сепак постои концепт, нели, по кој што е правена постојаната поставка. Таа е правена со врвни стручњаци, значи зборам тука се кустосите кои што се вработени во музеот, професорскиот тим од факултетот за историја на уметност со археологија и познати научници, пензионери кои што оставиле белег во тој домен. Така да не велам дека нема концептот да се менува, но во овој момент сметаме дека се уште треба така, нели збогатувајќи го со одредени предмети кои што доаѓаат од повремената И поставка. колка би бил капацитетот, ако можем да речем, на археолошкиот музеј? Сега има над 8.000 експонати, уште колку би можеле да бидат Над изложени? 8.000 има во постојаната поставка, во повремената исто има различна бројка, на пример, зависно од која во моментот е сега. Во моментот значи е изложена некрополитот Мали дол Тремник, тоа е проект на Тоа е некаде археолошки. од февруари, чинам. Да, месец од беше, февруари, да. Така да речеме не можеме да кажеме бројка лимитирана, тоа зависи од просторот, има- зависи од неколку има уште услови, да, можности но има просторни, можност да да. се стават уште предмети, да. Нормално тука се и амбиенталните уметнички слики кои што кои што ја надополнуваат поставката и во сочните фигури кои што исто така се еден дел од постојаната поставка. Нели они имаат за цел да го дообјаснат материјалот кој што е изложен во витрините, бидејќи на самите уметнички слики се гледа дека ако е накитот представен во витрините, како тоа изгледало кога накитот бил на луѓето кои што ја носеле, да. Интересно. Кои се наредните планови што предвидувате во најскора иднина или можеби на долгорочен план? Се разбира, освен сиве Да. овие информации што ги изнесовте. Па јас со задоволство можам да констатирам дека 70% од оваа годишна програма веќе е реализирана од страна на археолошкиот музеј, остануваат уште 30% кои што треба да се дореализираат, значи станува за овие проекти кои што претходно ги споменав. И би сакала да истакнам дека наредниот месец археолошкиот музеј на Македонија ќе гостува во Соединетите Американски држави во Македонскиот културен центар, каде што ќе се представи со изложбата Дамскиот накит од Македонија. И во тек се подготовките за оваа изложба. Во најскоро време ќе излеземе и со повеќе детали околу овој настан. Во моментот се работи на тоа. Оваа изложба веќе беше еднаш изложена во Македонскиот културен центар во Софија по повод 10 годишнината од нивното постоење, тоа беше минатата година.
и остануваат уште неколку проекти кои што се дел од годишната програма во делот на документација и конзервација да се завршат. Археолошкиот музеј на Македонија веќе аплицираше со нова нацрт програма согласно законските прописи во јуни месец, ја достави до Министерството за култура. Значи, согласно нели проектите кои што ние ги доставуваме, чекаме сега резултати од конкурсот за да знаеме програмата за наредната 2017 година. Исто така, освен на изложбата која што ќе се случува во Соединетите Американски држави, Археолошкиот музеј на Македонија до крајот на годината ќе направи промоција на илустративниот водич за археолошката поставка. Тоа е нешто што недостасуваше во музеот. Во текст се завршните припреми. И здравје Боже, планираме некаде до крајот на октомври, почетокот на ноември да го промовираме водичот, кој што ќе биде двојазичен, значи на македонски и англиски, со вкупен тираж сега од 1000 изданија. И се надеваме дека со тоа ќе допринесеме во одделот за маркетинг, за да може нели посетителите да имаат покрај себе и еден водич каде што ќе можат поедноставно да ја гледаат поставката како придружен елемент кој што ќе им помогне во тумачењето и на периодите и на артефактите, и до крајот на годината треба да го реализираме и проектот со аудио водичите, кои што ќе бидат една новина за прв пат во Македонија. Значи посетителот ќе може сам да се движи низ поставката со аудио водич кој што ќе биде реплициран засега на 3 јазика: македонски, англиски, француски и албански. Да, значи тоа главно за туристите кои што доаѓаат од надвор. Директор Кечестоева, ако направите една споредба и имате можност да изложувате дел од експонатите на нашиот археолошки музеј во музеи широм светот, како котираме, ако можам така да се изразам, како археолошки музеј во споредба со другите? Кој е ставот на стручната јавност по ова прашање? Значи, воопшто не заостануваме во тој дел, бидејќи во музеот, значи, на вистина е работено по најсовремени музејски стандарди. Музеот е опремен со најсовремена музејска технологија во сите сегменти. Не случајно, пред 2 години Археолошкиот музеј на Македонија ја истакна својата кандидатура пред Европската музејска академија за најдобар музеј во Европа и се пласира на 7-то место. Овој резултат на вистина зборува за тоа колку ние сме напред и колку ние се бориме да бидеме меѓу водичките музеи, па можам да кажам и не само во Европа, туку и во светот. Да, ова е веќе еден конкретен податок, едно признание што веројатно не може да се спори. Стануваше збор за наградата Луиджи Микелети, која што минатата година во Брешево, Италија, беше доделена од страна на Европската музејска академија и Археолошкиот музеј на Македонија го освои високото 7-мо место. Сепак тоа се работи кои што зборуваат за тоа дека признанија и за Македонија, не само за Археолошкиот музеј, кои што значат на вистина за Република Македонија. Добро, во музеот има ли некои од артефактите, од предметите кои што се изложени, кои што се, како да речам, подложени на посебен третман, на некоја посебна заштита заради вредноста, заради периодот од кој датираат? Кои се тие? Неколку предмети кои што се од поголем степен на заштита се изложени во специјални витрини, значи кои што овозможуваат услови во тој дел, за да може предметот, освен што ќе биде презентиран, во исто време да може и да биде конзервиран. Значи да не дозволи некова понатамошна реакција. Станува збор за предметите претежно од доцно античкиот период и предметите од класичниот период од требенишката култура. Верувам дека низ овој наш разговор во изминатите минути успеавме да го задржиме вниманието на нашите слушатели. Ви благодарам за бројните информации што ги споделивте со нив и се надевам дека во некоја друга пригода ќе имаме можност повторно да говориме за некои нови резултати на Националната установа Археолошки музеј на Македонија. И јас ги користам оваа прилика да се заблагодарам за поканата и воедно да упатам апел еден за сите оние кои што го немаат посетен Археолошкиот музеј на Македонија да повелат и да уживаат во богатото културно наследство кое што на вистина зборува за тоа кои сме ние и богатиот цивилизацијски континуитет во еден прекрасен, ултрамодерен музеј
Ви благодарам. Се надевам и јас дека и овој наш разговор ќе придонесе барем дел од нашите слушатели да бидат поттикнати да го посетат вашиот музеј. Ви благодарам за разговорот и за времето што го одвоивте да бидете дел од програмата на Македонското радио, Радио Македонија. Ви благодарам. Почитувани слушатели, во изминативе минути, моја гостинка во студиото и соговорничка беше Весела Честоева, директорка на Националната установа Археолошки музеј на Македонија.